Добро вечер, драги мои. Добро дојдовте во најновиот Македониум. Се уште во оваа светла недела, како што ја нарече отец Игор во минатата емисија. И така сме расположени и ние, баш свечено, македонски, со сите убавени, како што дал Господ. Бидејќи сме се уште во светлата недела, сакав да спомнеме уште некои светли моменти околу Македонија, како за оваа прилика. И по тој повод ја покани вечерва на 2 мај, значи празнично, една ретка господја која јас ја слушнав пред известно време, ама за жал многу кратко, на крајот од незиното гостување кај еден колега, не знам како му се вика емисијата на Миленко, ама да, нешто доцна. И ми се учини многу интересно тоа што го слушнав. Во меѓувреме ја запознав, не запозна еден наш заеднички другар исто така, Ниче. И се видовме уште еднаш, за да се договориме за вечерашнава емисија. Всушност, не се договаравме ништо конкретно за вечерашнава емисија, мислам дека и нема потреба, зашто ќе видите за каков редок соговорник станува збор. Маргарита Китан Ивановска, добро вечер во вечерашниот Македонија. Добро вечер. Значи, сега не знам, нема потреба да всушност, за почеток ќе речем само македонист и публицист. Да. Значи, теми македонски, теми кои некако излегуваат, можеби, понекогаш и сами од себе, а особено ако се занимавате со пишаниот збор, го имате така како потреба и чувство да оставите траг за себе, откритие до кое сте дошле со собствени сили, со собствена креација на поврзување на разни теории и информации во главата, ама ако сте македонист, и ако сте македон, и ако знаете каде да читате и до каде ќе стигнете всушност. Таа авантура, нашава вечерашна господја, мислам авантура која може да си ја приредат само ретки луѓе, си ја дозволила со години на назад гледам и решивме дека вечерва ќе почнеме од оној момент практично да дадеме една дефиниција или да проанализираме што всушност се случува со македонецот во моментов. Па вака, мислам дека сите ние сме во една тешка ситуација од аспект на проблемите што ни натежнаа. Се обидуваат првите комши, да кажем, да ни го спорат најбитното и најсуштественото за еден човек и за еден народ, идентитетот и името. Мислам дека е Божјо право, не само правно право во светот, основно човеково право, запишано во сите документи и декларации во Обединетите нации, на секој човек е правото на име и на идентитет. Некој се обидува од свој собствен рачун, своја собствена сметка, тоа да ни го направи проблем, да не загрози, да не снема. Според мене, целта е тука. Да се промени името, знаете, значи да се промените себе си, да ги прекинете сите нишки со кои ве врзуваат за минатото. А човек без корени и народ и без минато е вејка на ветрот. И секој може да го скрши. Сме обстојувале милениуми. Мислам дека и во многу потешки ситуации сме биле и нашиот народ обстоил. Зашто македонецот како таков постои едно 10 милениуми пред наша ера, според моите скромни сознанија. Замислете, од пред 10 милениуми и 2-3 милениум од новава ера ние сме обстоиле. До скоро, до пред да се распадне бившата СФРЈ, на Грција не и сметаше Македонија името, но тогаш таа беше штит меѓу исток и запад. А денес, за да се прекинат сосема нишките со античката историја и библиската и предбиблиската, кои многу добро ги знаат нивните стручњаци, зашто и сами пишуваат, едноставно се измислува дека не сме името ние да го имаме. А не е можно. Мислам дека Господ гледа и дека мора и ќе не сочува. Овој проблем мислам дека секој нормален човек на нашиот народ го чувствува. Ама го чувствува и со генерации наназад.
меѓутоа може би поизразено во некои генерации или во некои, не знам, циклуси смислени од некои повисоки енергии, како тие македонски циклуси почнуваат, завршуваат, имаат своји кулминации, имаат своји успони и падови, што би рекле. Зошто досега не се разговараше кај нас дома на овие теми? Тоа што сакаат да ни направат, сакаат. Веројатно не е ни новост за обичниот македонец веќе. Знаете како, мислам дека некако како да бевме зачаурени во некоја сигурност во време на СФРЈ. Всушност ние како држава, според мене, постоевме и тогаш и правно. И мислам дека за овој проблем решението треба тука да се бара. Македонија беше самостојна единка во рамките на СФРЈ. Како таква е потписник и создавач на Обединетите нации. Замислете каков парадокс. На еден од создавачите преку СФРЈ, јасно, ние сме еден од подписниците на документот за создавање на Обединетите нации. И на еден од тие создавачи му се оспорува правото на името. Мислам, нечуено. Многу смешно е да се дискутира за кои причини ги наведува, од кои причини се поведуваат овие иницијатори за сите овие наши проблеми. Како од кои? Од така наречени безбедносни причини, се тоа на крајот има некаква правно формална, не знам, реперкусија во Обединетите нации и Советите за безбедност и не знам кои се ненатаму, не се разбирам во таа меѓународна политика. Меѓутоа, значи, оваа ваква Македонија, каква што е сега, се уште во дуализам сама со себе, представува во наводници за некого опасност и закана, замислете. Мислам дека тоа измисла. Да, меѓутоа, се разбира секогаш особено во 21. век, од тие правни норми и рамки зависи функционирањето на светов. Така да, дури да е така, тогаш нашите имаат исто така многу работа и во таква формално едноправна област да си заземат позиции какви што треба. Верувам дека после изборите повторно ќе се навратиме вака драстично и остро на овие прашања. Сега се уште никако се уште неодредени на ова македонистичкава тема, би рекла. Меѓутоа, работите се дистинкцираат сами од себе понекогаш. И видиме што ќе донесат следниве избори. Сакам да ве прашам за она што е ваше истражување и она што вие вечерва имате како податок и како информација да го споделите со македонската јавност. Значи, она што сакам да нагласам дека се ова и секогаш кога се вакви луѓе во прашање, многу сериозни теории до кои е стигнато по пат на една макотрапна работа. И секогаш, како и сите автори, предпоставувам и вие, кога ќе излезе сето ова, ќе го оставите за некои идни генерации кои не би требало толку да се мачат колку вас, за да стигнат до конкретната информација. За една уште поголема вистина македонска, може би, кој знае до кај ќе стигнат. Знаете како, јас сум македонист. Дипломирав книжевност со македонски јазик. И еден од предметите ни беше старословенскиот јазик. Имав една одлична професорка, ако ме гледа, поздрав до господјата Радмила Угринова-Скаловска и покојниот професор Блаже Конески. Јас го совладав, без лажна скромност, одлично. Имав 10 старословенски јазик. Проучувајќи го него, а тој старословенски јазик е, знаете, основа на старомакедонскиот писмен јазик, така наречен црковнословенски јазик. Да. Според лингвистичките теории, во основата на црковнословенскиот јазик, да објаснам за народов полесно, иначе на старословенскиот писмен јазик, лежи старомакедонскиот јазик од околината на Солун, Сухо, Висока, Зарова. Ова е докажано од многу светски лингвисти. Од еден Ватрослав Облак, од еден Андре Мазон, од еден Вјечислав Малецки, од Добровски, од еден куп лингвисти, мислам, од светски ранг. Карактеристиките на тој старомакедонски јазик од околината на Солун, Сухо, Висока, Зарова се во основата на нашиот јазик. Јас тргнав од предпоставката дека ако со овој старословенски, односно старомакедонски јазик, успеам да ги прочитам
така наречените нечитливи текстови на нашето минато време, кои се основа на македонскиот јазик, кититскиот, тројанскиот, етрурскиот јазик, дека ако ги добијам резултатите во современиот македонски јазик преку законите на старословенскиот, тогаш сум успеала и се потврдува фактот на вистина дека современиот македонски јазик е директен наследник на прасловенскиот, на старословенскиот, за него веќе има факти, дека во старословенскиот е нашиот македонски јазик, а јас сакав да докажам дека нашиот јазик е наследник на античко-македонскиот, на кититскиот, на венецкиот или тројанскиот, на брегискиот, на етрурскиот, и тоа се докажува на база на една компаративна анализа. Тоа е метод кој се прави на тој начин што вие ги проучувате со предпоставените јазици како теза, ги компарирате зборовите нивни и од современиот македонски јазик и ги проучувате промените кои се вршат според јазични законитости. Тоа е метод на палатализација, имате метатези, имате преоди, превои, многу законитости. Значи, сега вие по тие строги лингвистички критериуми доаѓате до информации кои можат многу да значат во тековнава, ревидирањето на тековнава македонска историја. Да, апсолутно. Значи, практично, многу нешта за кои не сме знаеле ништо, или многу нешта за кои нешто сме знаеле, меѓутоа најчесто погрешно. Ќе продолжиме веднаш после рекламите. Имаме сега првиот блок на реклами, а потоа со првата од овие ексклузивни информации, како за во Македониум вака празничен, се разбира. Може.